Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание на нашата телевизија за денеска. Еве што извојуваме. Предвремени парламентарни избори во Република Македонија ќе се одржат на 24 април следната година. Решена политичката криза. Традиционалната манифестација Криопаланечко културно лето и овој пат ќе понуди богата и разновидна програма со бројни настани од книжевната, музичко-сценската, ликовната, како и театарската уметност. Кинески власти приведоа 20 странски туристи бидејќи гледале терористички материјали. Македонскиот фудбалски шампион Вардар одигра нерешено 0-0 на гостувањето кај АПОЕЛ во првиот надпревар од второто коло квалификација од Лигата на шампионите. За преостанатото бидете со нас и по рекламите, третиот дневник тргнува во 20 часот. Добро вечер, трет дневник на К3. Предвремени парламентарни избори во Република Македонија ќе се одржат на 24 април следната година. 100 дена пред изборите ВМРО-ДПМН ќе номинира привремен премиер, што ќе биде системско решение и за сите наредни избори. СДСМ се враќа во парламентот на 1 септември и ќе предложи технички министер за внатрешни работи, а ќе се избере и нов јавен обвинител. Премиерот Никола Груевски, презентирајќи го постигнатиот договор на повеќе часовната средба на партиските лидери со посредство на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, денеска изјави дека политичката криза во Македонија е решена, преговорите завршиле успешно со договор за избори и дека тој е задоволен од постигнатиот договор. Политичката криза во Македонија е решена. Европските перспективи за Република Македонија остануваат отворени. Економијата се ослободува од стегите кои ги наметна политичката криза и ќе продолжи да расте, што значи нови работни места и нови инвестиции. Денес имавме успешни преговори кои завршија со договор за избори. Јас сум задоволен од постигнатиот договор. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите кои ни помогнаа во овој процес. Пред се представниците на Европската Унија, на Соединетите Американски држави, тројцата европратеници и особено комесарот Хан. Во своето обраќање премиерот појасни дека согласно постигнатиот договор како системско решение од сега па за сите наредни парламентарни избори, 100 дена пред сите парламентарни избори, владата ќе се повлече и ќе се формира влада за спроведување на изборите. Во овој случај, посочи тој, ова ќе значи дека ВМРО-ДПМН ќе номинира привремен премиер за периодот од 100 дена, почнувајќи од 15 јануари 2016 до изборите кои ќе се одржат на 24 април 2016 година. СДСМ се враќа во парламентот на 1 септември. Како системско решение, од сега па за сите наредни парламентарни избори, 100 дена пред секои парламентарни избори, владата ќе се повлече и ќе се формира влада за спроведување на изборите. Во нашиот случај ова ќе значи дека ВМРО-ДПМН ќе номинира привремен премиер за период од 100 дена, почнувајќи од 15 јануари 2016 до изборите кои ќе се одржат на 24 април 2016. За да не може некој да има алиби и изговори за резултатите од изборите, се согласивме, почнувајќи од 20 октомври, па до изборите, СДСМ по преходна консултација со ВМРО-ДПМН и со ДУИ, да даде предлог за технички министер за внатрешни работи, што значи личност која на никој начин не се поврзува со ниту една политичка партија. Воедно, отворивме можност СДСМ да предложи министер за труд и социјална политика од истиот датум. Истовремено, во овие две министерства, ВМРО-ДПМН ќе именува своји заменици и министри со право на увид и вето за сите прашања поврзани со изборите. Такви заменици министри ќе бидат номинирани од страна на СДСМ во Министерствата за финансии, земјоделство и Министерството за информатичко општество и администрација. Сите преостанати сегашни министри на ВМРО-ДПМН ќе останат во владата.
Премиерот Груевски порача дека граѓаните треба да бидат спокојни, бидејќи ги познаваат во изминативе 9 години преку работата и делата, преку одлуките и решенијата и преку испорачаното од страна на ВМРО-ДПМНЕ на дадените ветувања. Поред премиерот Груевски, СДСМ во изминатиот период и во текот на вчерашниот ден правеле максимални напори да не успее договорот од 2 јуни и да нема избори во април. Ова од причина што тие се свесни дека во април ќе ги загубат изборите и се свесни дека народот не им дава поддршка, особено не на овој начин со кој се обидуваат да дојдат на власт, ставајќи ги личните и партиските интереси пред интересите на државата и народот и со користење интриги и манипулации, истакнувајќи дека СДСМ во текот на вчерашниот ден била приклештена за да не може да избега од избори во април 2016, а ВМРО-ДПМНЕ преговарале самоуверено и не им дозволувале најмал простор да избегаат од избори. ВМРО-ДПМНЕ и јас како нејзин председател, како и секогаш досега интересите на државата и на народот ги ставаме пред личните и пред партиските интереси, рече председателот на владата. Тој најави дека мнозинството граѓани во април следната година ќе им дадат поддршка на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа, како што рече, ќе биде историска поддршка и победа, затоа што никогаш не ги изневериле граѓаните кои знаеле дека тоа е тимот кој носи напредок и успех за Македонија. Водилка во нашите разговори беше Македонија и незиниот народ. Македонија не познава добро нас и нив и ќе одбере мудро и согласно принципите и вредностите во кои веруваме, истакна меѓу другото премиерот Груевски. По успешно постигнатиот договор за ставање крај на политичката криза во Република Македонија, главните посредници од Европската Унија меѓу македонските политички партии, еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан и европратениците Едвард Кукан, Ричард Ховит и Иво Вајгел, утринава излегоа со заедничка изјава што писмено ја лиферуваше Европската комисија. Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан и европратениците Едвард Кукан, Ричард Ховит и Иво Вајгел во својата реакција ја поздравија посветеноста на договорот од страна на 4 главни политички партии во Македонија, поспоред нив конструктивните преговори во Скопје на 14 и 15 јули. Овој договор се базира на договорот од 2 јуни и вклучува враќање во парламентот на СДСМ, организација на нова влада што ќе ги подготвува изборите што ќе се одржат на 24 април 2016 година и за назначување на специјален обвинител што ќе ги испита проблемите поврзани или кои произлегуваат од следењето на комуникациите. Ова е важен чекор во надминувањето на актуелната криза и решавање на клучните предизвици со кои се соочува земјата, порачува Европската четворка. Во нивната заедничка изјава, Хан, Кукан, Ховит и Вајгел исто така побараа политичките лидери во земјата брзо да го спроведат договорот во добра волја. Европската комисија и Европскиот парламент ќе го следат внимателно спроведувањето на овој договор во наредните месеци. Ќе се разговара за напредокот, меѓу другото и на состанокот за пристапниот диалог на високо ниво што ќе се одржи во септември со учество на сите партии подписнички, како и на граѓанското општество, се вели на крајот во заедничката изјава. Во продолжение на писмената изјава, Европската комисија го објави протоколот од подпишаниот договор меѓу Никола Груевски, Зоран Заев, Мендух Тачи и Али Ахмети, во кој посебно се потенцира точка 7, според која партиите исто така се обврзуваат да избегнуваат какви било нови пречки, вклучително и во однос на одржувањето на изборите на 24 април 2016 година. Општините од Североистокот ќе изработат бодова картичка која ќе покаже дали сите жители имаат еднаков пристап до вода и санитација. Активноста се спроведува врз основа на насоките дадени од Секретаријатот за протокол за води, чија што програма за работа 2014-2016 дава посебен акцент на промовирање на еднаков пристап за вода и санитарни услуги за сите членови на општеството, како и поддршка на земјите во подобрување на состојбите на малите системи на водоснабдување. Повеќе институции и општини од Североистокот ќе започнат со пополнување податоци во така наречената бодовна картичка која ќе покаже каква е состојбата до пристапот на безбедна вода и кај граѓаните од урбаните и руралните средини, но и кај социјално ранливите категории граѓани, дали без разлика на се и без разлика на средствата и економскиот статус имаат еднаков пристап до вода и санитација. Ова активност се спроведува во согласно со протоколот за води, кој посебен акцент во наредните 2 години дава на промовирање на пристапот до безбедна вода. Ова средба која што ќе се одвие на регионално ниво, значи ќе бидат вклучени сите општини во североисточниот регион, има за цел промовирање на бодовната картичка за еднаков пристап до вода и санитација,
таа картичка ќе биде промовирана и ќе треба да се изработи, односно да биде пополнета за целиот регион, со што ќе се подигне свеста за потребата од обезбедување на еднаков пристап до вода и санитација и прогресивно имплементирање на човековите права на вода и санитација. Бодовната картичка ќе започне да се пополнува деновиве и според утврдените термини, првичните резултати ќе треба да се презентираат во септември годинава и ќе треба да им покаже на општините и надлежните институции дека неопходно е да се реагира и да се обезбеди пристап до води и санитација, која не е на завидно ниво во општините, особено во руралните средини. Пред се целта на оваа бодовна картичка е да се видат приоритетите, значи да се види каква е состојбата и врз основа на тоа да се одредат приоритетите, за да може врз основа на тоа да се делува понатаму за да се постигнат целите кои што се предвидени со протоколот. И само за крај, дали водоснабдителните системи, да кажем и канализациона речиси воопште да нема мрежа? Па во руралната средина канализациона мрежа, односно санитацијата не е на високо ниво, значи немаме мрежа, додека во урбаната целина постои мрежа, секако не целосно, бидејќи околината, фактички оние периурбаната средина не е опфатена со еден дел. Македонија активно е вклучена во бројни активности според протоколот за вода и здравје на Економската комисија на Обединетите нации за Европа и регионалната канцеларија за Европа на Светската здравствена организација, додека се подготвува за пристапување кон протоколот, кој има за цел да се заштити човековото здравје и благосостојба преку подобрување на управувањето со водите, вклучувајќи ја и заштитата на водните екосистеми и преку спречување контрола и намалување на болести поврзани со водата. Една од главните цели на протоколот е обезбедување на безбедна вода за пиење и санитација за сите, програма за работа 2014-2016, која според протоколот дава посебен акцент на промовирање на еднаквиот пристап. Улицата Стојан Ангеловски е единствената од неколкуте улици под Соколанскиот парк оставена со турска калдрма и без соодветна канализација и водоводна мрежа. Жителите од оваа улица велат дека надлежните во неколку предизборни циклуси ветувале дека ќе асфалтираат или поплачат со бекатон и револтирано додаваат дека се заборавени, а проектот за новата улица останува само на лист хартија. Ископана и истрошена калдрма како од турско време е нашето секојдневие, велат жителите од улицата Стојан Ангеловски под Соколанскиот парк, на само 500 метри од центарот на градот. Канализацијата и водата се поставени уште во 50-тите години со стари и тесни цевки високо на улицата и при поројни дождови протекува низ шахтите и водата се слива во куќите. Новоизградените куќи пак немаа друга можност освен каналот да го водат под постоечките куќи, затоа што така била поставувана мрежата. Жителите од Стојан Ангеловски уште еднаш упатија јавен апел до надлежните да го решат нивниот проблем, да не остане на само предизборно ветување за нова асфалтирана улица или поплочена со бекатон. Куќа е стара, од 32 година, сигурно се постојало дека. 32 година на дедо ми еше тапија постои. Да е канализација, стара канализација. Они комунали ше дојдева одека, измерива, поставива броевите, ето до крај там. Други места асфалтирала, тоа оставила, тако и си остана. Дојдева да нима да ги препрашува за комунали, каде дојдева 3 пат мирива, прашуваат куди иде канализација, куди иде вода, што како иде, тој за тој си остана више. Друго нема што да кажа, тажимо ми да се асфалтира улица и осветление. Имamo проблем с водовод и канализација овдека. Имamo воду што е стар водовод од 58 година, можда и постар да е. Канал исто имamo нагоре и плитак. Треба да ни направи неасфалтирана улица овдека, осветление немamo, а јас сам правија куќу, комуналија сам платија све, а ништо не сам ми довеле. Надлежните од локална... Има 2010 план у општина Куманово да се реализирава и улица. Она требаше да се прави, не го направива, што беше спорно, не знам, а важно го има у план да се прави. А кад ќе го прави, може да ќе пројде и с години. Реагирано е во општина и така, дојдат, измерат, ќе ставиме бекатон плочки. После нема ништо. Па како вика овој, па канал имате овој, ама канал плитак не може, веќе човекот нова куќа направи, не може да се приклучи никако на канал. Мора да дизат цевку нагоре, па се приклучи и тој не е фина работа.
Жителите на Стојан Ангеловски дополнително се револтирани поради фактот што сите околни улички под Соколанскиот парк се веќе реконструирани и асфалтирани. Додаваат дека инвестицијата е мала, а придобивките би биле големи за 15 куќи од оваа улица, кои сите имаат уредно платено комунали и други давачки кон општината. Националниот ромски центар од Куманово организира камп Буверо или тренинг за новинарство во комплексот Етно село. Учесниците на овој камп ќе се стекнат со знаење од областа на новинарството и подготовка на филмови. Националниот ромски центар од Куманово во соработка со Медија Ромедија фондација организира камп Буверо или тренинг за новинарство за млади ромски девојки на возраст од 18 до 25 години во комплексот Етно село. Кампот започна на 12 и ќе трае до 26 јули. Учесниците ќе стекнат знаење од областа на новинарството, подготовка на филмови и воопшто за ромскиот идентитет. Идејата на кампот е зајакнување на ромската девојка, на ромската жена и незиното место во професионалниот живот, вели Галија Стојанова. Јас сум дојдена овде да го пренесам моето знаење, затоа што јас бев на првиот камп и знам како тоа изгледа и како треба да се организира. Овој камп е многу поразличен од другите кампови, затоа што девојчињата овде имаат можност да научат и теорија, значи преку предавања, меѓутоа и да стекнат одредени вештини. Кампот трае 14 дена и во текот на тие 14 дена тие имаат можност да стекнат теорија од областа на идентитетот на ромите и новинарска теорија, а има и дел кој што е работен и во кој што тие стекнуваат вештини во поглед на снимање и монтажа на документарни видеоматеријали. Буверо кампот досега се организираше во Будимпешта и во Србија и за прв пат оваа година во Македонија. Буверо значи школка на ромскиот јазик, што од друга страна е символ за добра комуникација, позитивни односи и вредност на жената, велат од НРЦ. Да се прикаже на ваков начин во вид на работа со медиуми, во вид на снимање, архивирање, документирање и монтирање и прикачување на сајтови, на социјални мрежи, се со цел да се прикаже статусот, позицијата нивна, дали во младежките години, додека учат се на училиште или во време на нивното студирање, а и пред да формираат своји семејства. Сето тоа е во контекст младите да имаат една јасна слика и перспектива дека информацијата е богатство, доколку ја споделите со некого, а информацијата е ништо доколку ја чувате само за себе. А од друга страна, и тоа ќе значи еден глас нивен за одредено подобрување на нивниот стандард како млади во Република Македонија. На 25 јули ќе има приказ на документарните материјали на она што учесниците сами го направиле. Веќе трет ден сме овде и имаме професионални новинари кои ни држат предавања, имаме професори, имаме правници и сите тие луѓе не ги држат предавањата и тоа е големо искуство за нас, голем плюс. Пријави во кампот за да добиам нови знаења и да стекнам мало искуство, како да се биде дел од другата страна на камерата. Текот на овие 3 дена, значи имавме можност да се запознаеме значи со историјата на ромите, односно идентитетот на ромите, нашата традиција, значи да се запознаеме самите нас. Денеска значи го учиме почетокот на новинарство, во текот на останатите денови ќе навлеземе подлабоко во новинарството. Фондација Ромедија е креирана од страна на Каталин Берсони, која што исто така е дел од Буверо кампот. Во малата сала при општинската зграда на Крива Паланка беше одржана конференција од ИПА прекуграничниот проект Реки без граници, кој што заеднички се реализира од 2014 година. Во рамки на истиот беа досега изградени 500 метри од минор коритото на Крива река и беше уреден влевот на Дурачка река во Крива река. Во Крива Паланка беше одржана конференција од прекуграничниот проект Реките не познаваат граници, кој се имплементира со општина Дупница од соседна Бугарија како лидер партнер. Проектот е финансиран од третиот повик од ИПА програмата на Европската Унија за прекугранична соработка на Македонија и Бугарија. Со цел подобрување на ликот и имиджот на општината, овој проект опфаќа активности за изградба на минор коритото на Крива
Крива река во должина од 500 метри, како и уредување на влевот на Дурачка река во Крива река. Додека во Бугарија проектот опфати изградба на подпорни цидови на водотеците. Освен тоа, проектните активности се во насока на создавање услови за одржлив развој и поддршка на пошироката европска соработка и европска интеграција. Во Крива Паланка се гради минно речно корито на Крива река и слични градски активности има и на неколку реки во општината Дупница. Особено сме щастливи, че очевидно поредния успешно приключил проект между община Дупница и Крива Паланка. Но мен всичко вече ми се случва, не знам, всеки 8 път да съобщавам такава новина, което е чудесно. Това беше един проект, който беше изключително полезен и за двете общини. Случиха се много хубави неща. Ние в Дупница решихме най-проблемните участници, които са в нашите чрез подпорни стени. Община Крива Паланка също реализира сходен проект, който освен полезен, има изключително естетическа стойност. Според мен просто направи Крива Паланка едно по-красиво място за живеене. Вредноста на проектот е половина милион евра за двете општини, а за Крива Паланка се издвоени 243.000 евра. Преку спроведување на мали инвестицијски мерки кои што ќе овозможат заштита од поплави, постигнато е регулирање на водотеците, рехабилитација на заштитните цидови на реките и чистење на речните брегови, како и нивна интеграција во урбаните подрачја. Досега беа реализирани работилници на кои учесниците од двете држави разменуваа искуства во однос на управувањето со водите. Одговорните најавија дека од септември започнуваат со имплементација на уште 2 други прекугранични проекти кои ќе допринесат за подобрување на животот во двете места. За 11 дена од 1.7. до 11.7.2015 година во село Варовиште, Крива Паланка, во манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски, непознат сторител извршил тешка кражба во помошен објект Казаница, при што одзел 4 бакарни предмети од Казан, со што се стегнал со противправна имотна корист од 70.000 денари. Полицијата превзема мерки за откривање на сторителот. Традиционалната манифестација Кривопаланечко културно лето и овој пат ќе понуди богата и разновидна програма со бројни настани од книжевната, музичко-сценската, ликовната, како и театарската уметност. Можноста за уживање во широкиот културен спектар е под покровителство на локалната самоуправа на Крива Паланка, Националната установа Центар за култура и Градски музеј, а со поддршка од Министерството за култура. Граѓаните веќе имаа прилика да уживаат во неколку културно-уметнички и забавни настани, но ова е само почеток на годинишната летна културна манифестација која ќе трае до почетокот на септември. Кривопаланечко културно лето 2015 официјално беше отворено со првото издание на Осоговска староградска вечер изминатата недела, додека на големиот православен празник Петровден со богата културна уметничка програма беше реализирана средбата на местноста Голаш со луѓето од Босилеград и Ќустендил. За предстојниот период предвидени се над 30 настани, дел нови, а дел традиционални и препознатливи за нашето поднебје, информираше првиот човек на општината Арсен Алексовски. Она што е најавено и веќе се очекува е гостувањето на бендот Биело дугме на рок фестивалот Joyfest, закажан за 22 август. Кривопаланечкото културно лето ќе го затвориме со театарскиот фестивал како и секоја година, како позначајни настани кои ќе бидат, тоа ќе биде Joyfestот, значи на кој ќе присуствува Бело дугме со Ален Исламовиќ на 22 август, потоа доаѓа фолклорниот фестивал, театарскиот и во меѓупросторот ќе имаме неколку поединечни театарски представи, ќе имаме поетски читања, ќе имаме фолклорни групи, така да сметам дека повторно неделно по 2-3 културни настани ќе се одржуваат во нашата општина. Културните настани ќе ги одржуваме на новиот плоштад, на централниот градски плоштад, во градскиот парк и во некои други места каде што ќе видиме дека има потреба или каде што ќе оцениме дека е добро да се одржи.
Одговорните се надеваат дека со ваквите културни настани кои ќе се одвиваат на неколку градски катчиња на отворено, ќе ги анимираат граѓаните од разни возрасти и ќе бидат повод за зголемен број на гости и туристи. За во среда, 15 јули, е закажана изложбата на великаните на македонската ликовна уметност во локалната установа Градски музеј со почеток од 20:30 часот, додека на 22 јули започнува Топол културен бран 2015. Од престојната учебна година ќе стартува нов концепт на државна матура и екстерно тестирање, информира од Министерството за образование и наука. Консултациите со засегнатите страни ќе се прават во август, додека новиот концепт ќе биде познат на почетокот на септември. Од 1 септември нов концепт на државна матура и екстерно тестирање најави министерот за образование и наука Абдулакем Адеми. Тој ќе ги направи сите напори на заедничка маса да ги седне професорите, родителите и учениците како засегнати страни. Од последните резултати од државната матура видовме дека учениците имаат подобри резултати од минатата година. Не беа залудни нашите инсистирања таа да остане задолжителна и натаму сметаме дека тоа беше добар потек, изјави министерот Адеми. Точка која нема да се разгледува се отказите на наставниците. Адеми вели дека тоа не било дел од преговорите со СОНК. Останува на сила престанок на работниот однос доколку наставникот 2 години поред оценувал нереално и нема поклопување со оценката која ученикот ја добил на екстерното тестирање. Соединетите Американски држави се подготвени за преговори со Северна Кореја. Кинески власти приведоа 20 странски туристи, бидејќи гледале терористички материјали. Ураган го погоди западниот дел на Мексико. Следуваат вестите од светот. САД се подготвени за преговори со Северна Кореја по историската спогодба за иранската нуклеарна програма, изјави портпаролот на Стејт Департментот Џон Кирби. Прогресот во однос на нуклеарните преговори со Иран јасно ја покажа нашата желба да почнеме диалог со земји со кои САД имаат разлики веќе подолго време, посочи Кирби. Тој додаде дека САД се подготвени на такви преговори со Северна Кореја, доколку тие се искрени и автентични, доколку ја опфатат целата севернокорејска нуклеарна програма и да доведат до конкретни чекори кон нуклеарно разоружување. Група од 20 странски туристи, граѓани на Велика Британија, Јужна Африка и Индија, биле уапсени во Северна Кина, под сомнение дека некои од нив биле поврзани со терористичка група. Кина се согласила да ослободи 11 од нив, но останатите остануваат приведени во автономниот регион внатрешна Монголија. Според кинеските власти, дел од туристите гледале во хотелските соби пропагандни видеоматеријали на забранета група. Туристите биле на 47-дневна посета на Кина и биле приведени на аеродромот во градот Ордос во внатрешна Монголија. Еден човек загина, а 5 се повредени во ураганот од прва категорија Долорес, што го погоди западниот дел на Мексико. Обилни дождови има во 16 општини на мексиканската сојузна држава Вера Круз. Според Мексиканскиот метеоролошки институт, ураганот Долорес се наоѓа над Тихиот океан на околу 360 километри од брегот на државата Халиско и се движи кон запад со брзина од 2,5 метри во секунда. Македонскиот фудбалски шампион Вардар одигра нерешено 0-0 на гостувањето кај АПОЕЛ во првиот надпревар од второто коло од квалификациите од Лигата на шампионите. Ова за македонскиот првак е добар резултат, особено што шампионот на Кипар АПОЕЛ ја имаше улогата фаворит, бидејќи последните неколку сезони постојано игра во групите од Лигата на шампионите. Во првите минути од надпреварот, Вардар имаше една шанса да поведе, но Велковски биеше крај голот. Во финишот на првиот дел, домашните се заканија во 2 наврата, 42-та и 43-та минута, преку Леал, но голманот на Вардар, Томе Пачовски, одлично интервенираше. Во 54-та минута повторно Леал беше во шанса, но неговиот шут заврши крај голот. АПОЕЛ имаше уште една шанса во 63-та минута, а шутот на Девисенти Пачовски го одби. До крајот на дуелот Вардар успешно го одржуваше резултатот без голови. Предводникот на македонскиот фудбалски шампион Вардар, Сергеј Андреев, изрази задоволство од резултатот на дуелот со АПОЕЛ, но апелира да не се создава еуфорија и мислење како победникот на двомечот да е веќе решен. Реванш на надпреварот се игра на 21 јули во Скопје на националната арена Филип II.
Фудбалскиот клуб Милано е вистински расадник на млади таленти кои постигнуваат успешни резултати. Во клубот работи импозантна бројка од над 200 дечиња кои фудбалските тајни ги учат на градскиот стадион во Куманово. Големата љубов кон фудбалот е главен двигател во работата на неколкуте тренери во ФК Милано, предводени од главниот координатор Еркан Јусуф. Поради големиот труд и залагањето и успесите на ФК Милано се присутни на македонската фудбалска сцена. Школата постои од 2010 година, кој се такмичиме во Суперлига на Македонија. Броиме негде околу 250 деца. Моментално можем да кажем во нашиот град Куманово ние сме во најквалитетна лига што се такмичиме. Затоа имаме и некои наши резултати кои пред 2 години, значи 2013 со кадети бевме прваци на Македонија. Исто 2013 со пионери, значи има 2 генерации пионери, помлади пионери и пионери. Ние со таа група пионери генерација 99-98 го освоивме купот на Македонија. Одма наредна година 2014 сезона игравме во финали, изгубивме од Искра исто 1-0, го изгубивме финалето, кој игравме по втор пат едно по друго и оваа година дојдовме меѓу 4 екипи во Македонија кои сработнички одигравме на страна 0-0 и во Куманово 0-0, па за наша среќа изгубивме на пенали. С обидом тоа дека сте поранешен успешен фудбалер, според вашите први сезони има ли овдека таленти, односно идни асови на кумановските македонски фудбал? Има доста и заинтересирани од цела Македонија за нашите играчи, кои Таулјан Цефери замена за Young Boys, Ријат Агуши замена за Шкендија Тетово, овие се све 98-97, Неар Садики замена за Работнички, кој има доста интересиран сега исто за Шкендија и Работнички за неколку играчи. Имаме 7 играчи кои се во Академија на Македонија, кои се финансиски се го износува Фудбалската федерација на Македонија, кои добиваат стипендија, учат смер фудбал. Тренирам од 8-та година. По условите како што гледате, добро имаме најважно е што имаме стадион за вежба. Понатаму во твојата кариера како се плановите? Сега планирам да играм во Милано, а понатаму ќе видиме Вардар, Работнички. По желбите на сите се да отидеме негде во странство. Тука сега ќе тренираме, потоа ќе видиме. Добро, како сами што гледате напорно тренираме за почеток на новата сезона. Само со работа може да се постигне успехот. Колку време тренираш овдека? Тренирам 10 години. Многу има таленти добри, ама немаме услови. ФК Милано и понатаму ќе се залага да вклучи што повеќе млади дечиња во совладувањето на фудбалските тајни. На престижната велосипедска трка Тур де Франс на 10-та етапа победа оствари англичанецот Кристофер Фрум. За одличниот напаѓач на Барселона Педро голем интерес покажува Челси. Кошаркарите на Фенербахче, во која настапува нашиот ас Перо Антич, продолжува да го засилуваат тимот за следната сезона. Меѓународен спорт. Англискиот велосипедист Кристофер Фрум победи на 10-та етапа на Тур де Франс и го затврсти водството во генералниот пласман. Во првата планинска етапа, која се водеше од Тарба до Ла Пиер Сер Мартена, во должина 167 км, 30 годишниот Фрум го потврди својот квалитет. Минато годишниот победник, италијанецот Винченцо Нибали, има се помалку шанси да го одбрани тронот. Второто место го зададе неговиот клубски колега од Скај, австралијанецот Ричи Порте, со 59 секунди за останување, додека трет беше колумбиецот Наиро Кинтана, кој имаше за останување од 1 минута и 4 секунди. Во генералниот пласман Фрумс има добра предност од 2 минути и 52 секунди во однос на американецот Тиџи Ван Гарденер. Следната 11-та етапа на Тур де Франс ќе се вози од Поа до Котереа и е долга 188 км. Иако за Педро беа повеќе заинтересирани Ливерпул и Арсенал во целата операција, сега се вклучи Жозе Мориньо. Менаџерот на Челси упатил конкретна понуда до каталонците вредна 20 милиони фунти за одличниот фудбалер на Барса. Ова информација ја пренесува англиските медиуми. Трансфер би можел да се реализира од причината што Педро мината сезона не добиваше шанса за настапка Луис Енрике. Во секој случај Мориньо повторно ќе има многу силна екипа, бидејќи досега во првиот рок ги ангажираше голманот Беговиќ и нападачот Радамил Фалкао.
Екипата на нашиот Перо Антич Фенербахче го засели тимот со уште едно звучно име. Во екипата на Желјко Обрадовиќ пристигна Кош-Гетерот Луиџи да Томе од Бостон, а тој потпише двогодишен договор со можност тој да биде продолжен уште една година. Во текот на кариерата 27 годишниот да Томе има настапувано за Монтепаски, Рома и Детройт, а мината сезона настапуваше за Бостон, каде имаше учинок од 5 поени и 2 скока по напревар. Дека Фенербахче идната сезона ќе биде од главните фаворити за шампион на Европа, се досегашните квалитетни засилувања и тоа нашиот Антич, Лукас, Боби Диксон и неновото засилување да Томе. Во Македонија следува период на стабилно, суво и топло време. До четврток ќе дуба повремено умерен северен ветер, а од петок ветерот ќе биде претежно југоисточен. Во петок ќе има мало наоблачување, но и понатаму ќе се задржи суво. Суво ќе биде и за време на викендот. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер.